Само 10 дена од донесувањето на забраната за продажба на мотори со внатрешно согорување од 2035 година, најверојатно таа ќе се повлече под голем притисок на Германија. Сега во фокусот доаѓа развојот на технологиите на водород и синтетички горива. Тоа пак не е причина за успорување на електрификацијата која веќе е присутна во сите марки. Последен пример е Dacia која го представи Jogger во хибридната верзија, а само по 30 месеци на пазарот, првенецот на семејството ID доби освежување според желбите на корисниците. Со почетокот на новата сезона во Формула 1, најбрзиот циркус на светот доби ново амбулантно возило. Сцената ја напушта уште еден романтичен проект, додека Audi на големо размислува за отворање фабрика во Америка. Добро дојдовте во нашата нова премиера. Иако кросовер не е најдобар избор за тркачки автомобил, Honda на предизвикот одговори со креирање на уникатна комбинација. Инженерите на перформансното оделение на јапонската марка во каросеријата на CR-V вградија механика која е на ниво на IndyCar. Нивни амбиција е тој да биде лабораторија на тркала која ќе ги демонстрира потенцијалите на својата хибридна природа. Каросеријата значително е проширена, назад е поставен масивен спойлер, а вратите се отворуваат на подигнување. Срцето му е 2,2-литарскиот твин турбо во V6 формација и работи на биогориво. Заедно со двата електромотора, на сите 4 тркала испраќа импресивни 800 конски сили, кои ќе му обезбедат засега непознати перформанси. Не е објавено ниту дали постојат некакви конкретни планови за настап на спортски настани. После нешто повеќе од 2 години по представувањето, Subaru ја лансира втората генерација на BRZ и на европските пазари. Јапонското купе со 2+2 седишта веќе е достапно во некои земји по цени кои стартуваат од 39.000 евра. Во ова негово издание за погон е задолжен 2,4 литарскиот боксер кој на задните тркала испорачува 234 конски сили. Менувачот е мануелен или автоматски и во двата случаи со 6 степени. Возилата, чиј број ќе биде ограничен, освен со перформансите и одличните возни својства, ќе ги освојуваат купувачите со спортски седишта, дигитални инструменти и активен систем за контрола на звукот на моторот преку аудио системот. Внатрешноста е визуелно нагласена со црвени шевови, а за безбедноста ќе се грижат плејада системи. Не е познато колку возила се планираат да бидат пласирани, но знаеме дека во претходната година се продаваа по едва и неколку стотици годишно. Системот Full Self-Driving Beta за автономно возење, кога Тесла го наплаќа $15,000, е отповикан поради проблемите кои би можеле да се случат при негово користење. Функцијата, позната како FSD, може да им овозможи на возилата на Тесла да ги надминат ограничувањата на брзината, да се движат вон законските ограничувања или да се однесуваат на непредвидлив начин, што го зголемува ризикот од судар, соопшти Националната агенција за безбедност на сообраќајот на патиштата на Соединетите Американски држави. Ова сознание го натера производителот на автомобили да повлече речиси 363.000 возила. Тесла во својот извештај наведе дека очекува да овозможи софтверска поправка преку воздух на своите возила во наредните недели.
Формула 1 има ново медицинско возило. Најбрзата итна помош во светот годинава ќе обслужува Aston Martin DBX 707. Седиштата се тркачки, исто и пневматиците, а опремени и со комуникацијски системи со одветни сигнални светла. Медицинската екипа на посебни екрани може да ги следи настаните на патеката и биометриските податоци за возачите, а во возилото се наоѓаат и низа противпожарни апарати и лекарски уреди. Aston Martin DBX 707 постигнува 100 км на час за само 3,1 секунда по заслуга на 707 коњски сили и вртежниот момент од 900 Нм. Со карактерот со кој е проектиран и уверливите способности, сега возачите на Формула 1 ќе бидат побезбедни бидејќи побрзо ќе им ги донесе медицинарите таму каде се потребни. Се надеваме дека ќе има што помалку работа. И покрај своите неоспорни квалитети, Lexus IS, како можеби единствен вистински конкурент на германското премиум трио, не успеа да се наметне на купувачите на стариот континент. Очајната продажба се намалуваше од година во година и тој повеќе не се нуди практично никаде во Европа. Во Америка се држи малку подобро, а популарноста на оваа спортска лимузина од средната класа расте и во Јапонија. Затоа Lexus нема намера да се откаже од неа, туку идната генерација ќе ја трансформира во електричен автомобил со шутинг брейк варијанта. Иако не директно, такво нешто всушност се спомена и на масовното представување на електричната стратегија на Toyota пред нешто повеќе од една година. Многу детали за амбициозните планови на непосредната иднина на овој модел нема. Се знае дека премиерата е закажана за 2025 година и дека ќе остане младешки елегантен автомобил со динамични перформанси и спортски имидж. За полесно остварување на тоа, секако ќе помогне електричниот погонски систем кој отвора цела низа можности. BMW започна со подготовките за трансформација на фабриката во Оксфорд, каде се произведуваат моделите на Мини. Според порано објавените планови, сите електрични возила ќе доаѓаат од Кина, додека останатите еден по еден ќе се гасат. Прв на списокот за отстрел се најде караванскиот Clubman, чие производство ќе заврши на почетокот на идната година. Празнината што на пазарот ќе остави индиректно треба да ја потполни електричниот кросовер кој во гамата ќе биде поставен под Countryman. Најавен со концептот Aceman, неговото лансирање се очекува идната година како замена за 5-вратната верзија на Mini. Направена на продолжена верзија на електричната платформа развиена со Great Wall, приспособена и за 2 електромотора и погон на сите тркала. Што се однесува до фабриката во Оксфорд, низината иднина е сосема неизвестна. Германците тврдат дека не е исплатливо на иста линија да се произведуваат возила со електричен и конвенционален погон, но не кажуваат колку и кога ќе инвестираат во неа. Срамежливо е најавено дека целокупната машинерија ќе биде демонтирана и заменета со нова, по потекло токму од Great Wall. Но тоа само ги подгреа гласините дека наместо Мини, таму во иднина би можело да се произведуваат некои нивни модели наменети за Европа. Tu me fais tourner la tête. Je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi. Уживајте во возењето. Новиот Peugeot 308. Уникатни сензации. Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас.
Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Metropolis, broj 1 radio mreža. По добриот успех на електричниот Спринг, Dacia реши да влезе во клубот на производители кои имаат хибридни погони. Затоа е избран Джогер, чија популарност секојдневно расте. Позајмена е техника од Рено која овозможува солидни перформанси и одлична економичност, но цената веќе нема да му биде ниска. До пред неколку години ке звучеше неверојатно некому да му кажете дека Dacia има хибрид, но романската марка реши веќе да не биде ефтина и од матичниот Рено побара нови понапредни технологии. Изборот падна на хибридниот погон познат од Clio и Captur, кој одлично се вклопи со карактерот на Джогер. Неговата ниту караванска, ниту кросоверска каросерија беше полн погодок кога се во прашање вкусот и потребите на купувачите и овој модел успешно ја стартуваше својата кариера. А таа сега, благодарејќи на француско-романската комбинација, сигурно ќе биде поголема и покрај цената од скоро 25.000 евра, која и не е така мала. За тие пари купувачите ќе добијат практичен автомобил со 5 или 7 седишта, кој тргнува на струја и добар дел од растојанието меѓу два семафора може да го помине без вклучување на 1,6 литарскиот мотор со 90 коњи. На тој начин ќе заштеди и до 40% гориво, што резултира со декларирана просечна потрошувачка помала од 5 литри на 100 километри. Електромоторот, кој на бензинецот додава уште 50 конски сили, помага Джогер хибрид до првите 100 км на час да стигне за 9,8 секунди, но својата практичност најдобро ја докажува со меѓузабрзувањата. За регенеративно дополнување на батериите од 1,2 киловат-часа е задолжен стартер генератор кој исто така работи како електромотор, а целиот погонски систем има 15 различни режими на возење. Струја произведува и главниот електромотор дури и на автопат во услови кога бензинецот дава повеќе сила отколку што е потребно за совладување на отпорите на движењето. Бидејќи батериите се сместени на местото на резервното тркало, целосно е зачувана употребливоста на просторот за багаж од 700 литри. Низ внатрешноста се среќаваат низа практични решенија, а за безгрешно користење е задолжена гаранција од 8 години или 160.000 километри на батерискиот систем. Испораките на Dacia Джогер хибрид во поголем дел од Европа ќе стартуваат во мај. Европа како да сваќа дека одлуката за укинување на моторите со внатрешно согорување до 2035 година е донесена пребргу и таа е преусилена. Германија прва се побуни и е на добар пат неа да ја осуети. Еден од главните аргументи се зелените технологии што ги враќаат во живот цилиндрашите, како што се водородот и синтетичките горива. BMW се издвојува со таков пример. Неговата iX5 хидроген, која функционира на технологија на водородни горивни келии, веќе е во фаза на обемно тестирање.
Не помина многу време од изгласувањето на забраната за продажба на возила со мотори на внатрешно согорување од 2035 година од страна на Европскиот парламент. Веќе пристигнуваат официјални барања за ревидирање на одлуката. Најгласна е Германија, а ја следат Италија и Франција. Законот има за цел да го забрза пременот на Европа кон електрични возила за борба против климатските промени. Но Германија бара простор за опстанок на моторите со согорување кои работат на горива произведени со електрична енергија или и горива. Германија е убедена дека електричните возила со батерии се патот што треба да се оди, но сака да види дека се поддржуваат и други технологии без емисија на CO2, како што се водородот и водородните горивни келии, а исто така и е-горивата, особено за тешките возила во транспортот со камиони. Е-горивата или синтетичките горива се прават со употреба на заробени емисии на CO2 што дава баланс на масата на јаглеродиоксид што се испушта во атмосферата кога горивото се согорува, па целокупниот процес е CO2 неутрален. Тоа ќе овозможи да се развиваат модифицирани верзии и моторите со согорување да продолжат да се користат. Со прифаќањето на ваквиот предлог ќе се задржат повеќе илјади работни места во фабриките за изработка на мотори. Не е мал бројот на производители на возила кои експериментираат со водородот како погонско гориво, но мале на оние кои имаат финансиски и инженерски ресурси тоа успешно да го прават. Toyota како еден од нив врз основа на меѓусебниот договор ги остапи своите технологии на BMW, кои после 4 години развој ги донесе на патиштата. Засега во мала серија од 100 возила кои под ознаката iX5 хидроген ќе служат за демонстрирање на можностите и испитување на практичноста на погонскиот систем со горивни келии. Како што знаеме, во нив се одвива хемиска реакција на водородот од резервоарите и кислородот од воздухот при која се произведува струја, а место издувни гасови се испушта вода. За задвижување на возилото е задолжен електромотор чии 400 конски сили обезбедуваат солидни перформанси, а двата резервоара во кои под притисок од 700 бари собира 6 килограми водород за автономија од 500 километри. Возилата кои се комплетирани во Германија ќе бидат испратени во повеќе светски градови веќе пролетва. BMW нема објавено колку чинеше нивното производство, ниту пак колку време ќе траат тестирањата. Во освежувањето на ID3 во голема мерка учествуваа сугестиите добиени од купувачите за да се продолжи успешната приказка креирана со овој модел. Доколку се земе во предвид дека токму ID3 е најдобро продаван во семејството на електрични возила на Volkswagen, не зачудува брзата интервенција во подобрувањето на позициите на кои се добиваа критики од корисниците. За среќа тие не беа големи, па затоа од Wolfsburg се одлучија да ги исполираат критикуваните елементи со нивно ажурирање. Веќе на прв поглед на ID3 се гледа дека надворешниот дизајн доби на зрелост, а материјалите и самата внатрешност значајно се подобрени. На екстериерот забележлив е новиот браник кој го карактеризира изострениот изглед со оптимизирани отвори за проток на воздухот околу предните тркала, подобрувајќи аеродинамиката. Со отстранувањето на црната лента испод ветробранското стакло добиен е визуелен ефект на издолжување на хаубата, а на задниот дел доминираат дводелните стоп светла. Внатрешноста комбинира модерен дизајн и одржливи материјали. Volkswagen користи микрофибер материјал на сите тапацирани површини, изработен со големо учество на рециклирана пластика. Производителот нагласува дека Art Velours Eco ги има истите карактеристики во однос на изгледот, чувството и издржливоста како конвенционалните материјали. Кокпитот и сите меки површини сега се обрабени со пена.
Ремоделирани се облогите на вратите кои добија поголеми и помеки површини. Сепак на корисниците од поголемо значење ќе им бидат подобрувањата посветени на самото користење на ID3. Олеснето е приклучувањето на полнењето и користењето на интелигентниот планер за патување. Со најновите ажурирања за подолги патувања, тој ги пресметува неопходните застанувања за полнење за да се стигне на целта за најкусо можно време, при тоа користејќи тековни информации од сообраќајот, споредувајќи ги со енергијата во батеријата. Запирањата за полнење се усогласуваат со капацитетот на станиците за полнење, па планерот може да избере 2 застанувања на полнач со голема моќност наместо едно со послаб полнач. Опционалниот планер за патување доаѓа во комбинација со адаптибилен темпомат и возење во лента. Обновениот ID3 е опремен со најновата генерација на софтвер што ги подобрува перформансите на системот. Може да прима наградби преку воздух, додека сите протоци на информации што се користат за електронските активни асистенти на возачот користат сварм податоци, односно информации добиени од повеќе извори што се собираат централно и се дистрибуираат посебно на секој корисник. За жал, ова услуга се однесува барем засега за земјите во Европската Унија и Велика Британија. Сите овие ажурирања ќе придонесат за подобро корисничко искуство, норма која секогаш била високо рангирана кај Volkswagen, а со сигурност ќе се пренесат и кај останатите 5 членови на семејството ID. Многу фанови на лутиот Скорпион се возбудија кога минатата година Abarth ја представи својата верзија на електричниот Fiat 500. Во очекување што ќе овозможи засилениот на 155 коњи електромотор, тие се надеваат дека зачинетиот негов стил ќе биде доволен да се задржи страста што ја донесува забавното и динамично возење. Но од Торино стигна студен туш од кој се наелектризираа. Цената на Abarth 500 изнесува 43.000 евра, а кој сака кабриолет изведба ќе мора да плати уште 3.000 повеќе. За тие пари ќе добие внатрешност од кожа и алкантара, екран од 10,25 инчи, дигитална инструмент табла, деливо задно седиште, двозонски клима уред, помош при паркирање и други трендовски и безбедносни додатоци. Слаба утеха е што ова се однесува само на иницијалната серија наречена Скорпионисима, бидејќи сите љубители на марката се надеваат дека ќе бидат понудени и посилни верзии кои секако ќе чинат повеќе. Според фабричките декларации, електричниот Abarth 500 до 100 км/ч забрзува за 7 секунди, а автономијата не му е објавена. Првите испораки се очекуваат во јуни. Трамп започна, а Бајден продолжи да ја штити автомобилската индустрија во Америка. Низата закони, од кои клучниот е оној за намалување на инфлацијата, натераа доста светски производители да размислуваат за отворање погони на новиот континент. Меѓу нив е и Audi, кој лани таму има продадено скоро 200.000 возила. Бидејќи тие главно се произведуваат во Европа, немаат право на даночните повластици и другите привилегии кои законот ги овозможува. Заради тоа и размислувањето за фабрика за електрични возила во Соединетите Американски држави е сосема логичен деловен потег на Audi. Со тоа нивните купувачи би се стекнале со државни субвенции во висина од $7.500. Раководството на компанијата потврди дека одлуката се уште не е донесена, така што не се знае ни дали ќе се настапува самостојно или заеднички со другите брендови од Volkswagen групата. Плановите на Audi предвидуваат
после 2026 година да не се лансираат нови модели со мотори со внатрешно согорување. Компанијата сега има своја фабрика во Мексико во која се произведува Q5. После преамбициозниот холандски Lightyear зајде сонцето и за пристапниот Сион, на кој германското Sono Motors вредно работеше уште од 2016 година. Нивната идеја за соларен автомобил беше толку примамлива што уште на самиот старт привлекоа доволно инвестиции за изработка на прототипите. Нивната главна карактеристика беа соларните панели вградени во пластичната каросерија кои би обезбедиле доволно струја за поминување 5000 км годишно. Работите течаа доста успешно и компанијата успеа да привлече дури 45.000 потенцијални купувачи и дополнителни 330 милиони евра инвестиции. Една од причините за тоа беше и предвидената цена на возилото од само 16.000 евра. Но кога дојде време за организирање на неговото производство, се застана. Германците со жалење известија 300 своји вработени и сите што им ја подарија довербата дека немаат пари за тоа и се откажуваат од натамошните активности. После строгите мерки за штедење ќе продолжат со поисплатливи деловни потфати, останувајќи сепак верни на иницијалната идеја, ќе развиваат соларни панели. Ветија и дека парите на оние кои положиле депозит ќе им бидат вратени во текот на наредните 2 години. Автомобилската индустрија го стега обрачот околу купувачите. Може би звучи премногу страшно, но таквиот заклучок се наметнува сам по себе кога се дозна за новиот патент на Форд. Под името "Системи и методи за враќање на возилото", автомобилскиот гигант разви метода за дисциплинирање на нередовните плаќачи на кредитите, а предвидува одблокирање на некои несуштински функции во автомобилот, па се до начини како ќе се одземе од оние што на време не ги исполнуваат превземените финансиски обврски. Во напливот на нови технологии, Форд патентираше една што воопшто нема да им се допадне на купувачите, посебно на оние нередовните со плаќањето. Наречена е "Системи и методи за враќање на возилото" и опфаќа голем број непријатни мерки за потсетување дека ратата од кредитот за него треба да се плати. Најпрво на собственикот му се испраќа порака во која се известува дека доцни со плаќањето. Доколку не го подмири долгот во разумен временски период, на возилото ќе се оневозможат некои несуштински функции како радиото или климатизацијата. Нареден чекор би било блокирање на моторот и пристапот до возилото, кое сепак во итни случаи, например одење во болница, ќе биде достапно. Во финалната фаза, предвидено е во некоја година тоа да може само да се врати кај институцијата која го финансирала неговото купување или пак на депото на дилерот што го продал. Оваа процедура би се одвивала во координација со сите засегнати и одговорни фактори, вклучително и полицијата. Официјално од Форд нема коментари за плановите за практична примена на овој нивен патент. Моменталната просечна рата за автомобил во Соединетите Американски држави изнесува $718, а статистиката покажува дека секој ден се одземаат скоро 5.500 автомобили заради неплаќање.
Посветеноста на екологијата бара жртви. Една од нив е и ГТИ фестивалот на фановите на Volkswagen, кој цели 4 децении се одржуваше на австриското езеро Вортерзе. Зборуваме во минато време, бидејќи на локалните власти веќе не им се допаѓаат мирисот на бензинот и звукот на моторите и решија во иднина да не бидат домакини на овој култен настан. Сакаат да си ги зачуваат околината и екосистемот и за тоа никој не може да им замери. Ке биде преуреден и просторот на кој во 1982 за прв пат се одржа овој настан. Тогаш се собраа помалку од 100 ГТИ поклоноци, но со текот на годините нивниот број нарасна на скоро 200.000. Треба да се напомене дека и покрај откажувањето на настанот за време на пандемијата, неформално се собраа илјадници најстрасни фанови, предизвикувајќи многу проблеми и на властите и на заедницата. Но трите букви кои има ги псуваат генерации љубители на марката се наследство кое не смее да се препушти на заборавот, заради што Volkswagen реагираше и место во Јужна Австрија. ГТИ парадата ќе се одржува во матичниот Волфсбург. Првото дружење е закажано за идната година, до кога новите домаќини ќе имаат доволно време добро да се подготват и да ги обмислат содржините. При нивното планирање ќе бидат земени в предвид и идеите на фановите, бидејќи настанот пред се е за нив, така што до година може да се очекуваат и некои интересни изненадувања. Жално е што 4 децении смотри на австрискиот Вортерзе го изгубија својот дом, но радува што традицијата продолжува во родниот град на Volkswagen. Сега Волфсбург ќе добие уште еден извор на приходи од туризмот. Тоа беше се за оваа сабота. Се гледаме следната. До гледање.